Ирена Чачкова во живо во овој централен дневник. Ирена, како поминува вечерва маршот, протестот и кои се пораките? Сакаме да дишеме чист воздух за сите. Ова беа само дел од паролите на маршот за чист воздух. Стотици граѓани и неколку еколошки здруженија и организации маршираат пред Министерството за животна средина преку собранието до владата, каде што пред малку и финишираше маршот за чист воздух. Да се најде конечно решение за ОХИС, долгогодишен проблем кој што се провлекува со години, бидејќи веќе станува сериозна закана за населението, како што посочија граѓаните овдека на маршот атомска бомба која што се наоѓа на само неколку километри од главниот град. Предлагам тука да ги чуеме изјавите од присутните на маршот. Во ОХИС се случува екоцид. 30 години ниту една влада не сака да го реши. Почнуваме од тука да го решаваме од улица. Ја држиме тензијата, следната недела мора да се појавиме пак вака заеднички, да го кажеме нашиот став, бидејќи немаат намера да го решат, односно сакаат да ја замачкаат работата и да ги соберат парите, а ѓубрето, односно опасниот отров, кој што 30 години седи таму, повторно да остане таму. Тогаш загадувањето беше проблем. Денеска ни кажуваат дека проблемот бил комплексен, дека се решавало, дека требало време. Ние го знаевме тоа. Тие ветуваат дека имаат решение за да покажат по 2 години дека немаат. И бидејќи знаеме дека проблемот е комплексен и дека треба време, направивме една програма во чекори како треба да го решаваат тој проблем. Еве таа, прерасна во книга. Да се забрани увозот на гуми, на отпад и на старо железо. Потсетија дека државата треба да превземе сериозно нешто во врска со Охридското езеро, во спротивно градот Охрид полека го губи статусот на УНЕСКО. Вкупно 250 барања овдека на маршот за чист воздух. Граѓаните рекоа дека ќе ги достават до владата, која што сметаа дека треба сериозно да почне да ги решава проблемите околу загадувањето, затоа што секој граѓанин заслужува да има чист воздух, во спротивно тие секој ден ќе бидат се помасовни во овие маршови. Нов марш закажа за идниот петок. Маријан? Благодарам, Ирена Чачкова од првиот марш за чист воздух во Скопје.